Поштувани представници на Сојузот на борците и Сдружение Запорс, представници на Собрание на Македонија, поштувани представници на АРМ, МВР, Совет на општина Куманово, јавни предпријатија, општински установи, политички партии, представници на медиумите, дами и господа. Задоволството е мое што традиционално можам да ви се обратам на денешниот голем ден за нашата држава, 8 септември. Ден на нашата независност. Секој жител на нашата држава вистински се гордее на овој значаен датум за нас, на кој беа удрени темелите на слободна, суверена и независна Македонија. Вековната борба за место под сонце, херојската историја, слободна територија, разбудена национална свест, се силен доказ дека можеме и умееме да бидеме своји на своето. На 8 септември 1991 се одржа референдумот за суверена и независна македонска држава, на кој граѓаните заедно сплотени го кренаа гласот за независна и суверена држава, пошто 8 септември беше прогласен за денот на независноста на Македонија. Тогаш започна да се остварува вековниот сон на македонците, но и на сите други граѓани кои што живеат во Македонија, за собствена и независна држава, за еднаквост, просперитет. Држава која ќе ни обезбеди соживот и разбирање меѓу граѓаните, без разлика на етничката припадност или определба. Суверенитетот и самостојноста беа значаен чекор на патот кон поголеми успеси и поквалитетен живот, со цел да создадеме пријатна клима и свое огниште на кое секој ќе ни завидува. 17 ноември 1991 година го донесовме Уставот на Република Македонија, која прогласи Македонија за самостојна, независна и суверена држава. Независна Македонија за секој од нас стана благослов што треба да се негува и развива, почитувајќи го мислењето и потребите на сите нас, во насока на сочувување на бесценетоста и на слободата на народот. Во Куманово пукна првата пушка, која представуваше чекор напред кон едно подобро и позитивно утре. Ова е нашиот град во кој живеат безпрекорни домаќини, солидарни и хумани, град на македонци, албанци, турци, роми, бошњаци, срби, власи и сите негови граѓани. Сите не спојува разбирање и почит едни кон други, создавајќи совршена мултиетничка средина која дише со сигурност долги години наназад. Овде остојува народ со богата историја, со одговорност за кој вреди да се бори. Затоа да продолжиме да се бориме за зачувување на интегритетот и суверенитетот, успешно вклопувајќи ја државата во европското семејство. Да бидеме и понатаму познати како мудар народ, кој ги чува своите корени, кој се избори за собствена држава, остварувајќи ги херојските и вековните стремежи на генерациите кои ни ја подарија слободата, генерации кои ни ја подарија државата. Силата и истрајноста на нашите херои и стремежот на напатениот македонски народ за слобода ја комплетира вистинската слика која представува достоен пример за генерации кои доаѓаат за тоа како треба да се бори и на кој начин да се опстои на овие простори. Затоа да бидеме мудри во постапките, решителни во одлуките, широко гради во почита едни кон други. Иако сме различни, да останеме единствени и сплотени во секојдневното наше функционирање. Да продолжиме напред во намерата да го сочуваме оваа парче земја за кое макотрпно се бореа нашите предци и многу генерации пред нас. Револуционерното и бунтовно наше Куманово досега ни донесе бројни радости и постигнувања во сите општествени сфери. Покажаваме реалност и честност во приоритетите на нашите сограѓани.
Во денешното динамично секојдневие потребно е решителност во делувањето, храброст во промените со отворено и искрено срце за сечие барање во постигнување на целта за подобар живот. Да продолжиме да ги браниме зацртаните цели, да го градиме и развиваме нашиот град, да си ја сочуваме традицијата, навиките, културата, народните обичаи, да развиваме солидарност, да останеме отворени, реални и секогаш сплотени. Да се обидеме по зацртаниот пат да го сочуваме првобитниот елам во стремежот за позитивна промена за нашиот живот, имајќи достоен удел во градењето на стабилна и безбедна татковина. Да ја сочуваме умешноста во успешно спојување на сите општествени сегменти од живењето, достигнувајќи ја целта да воспоставиме реални и вистински односи со светот, кои ќе се почитуваат и одржуваат долги години. Да ги сочуваме безценитите пријателства со бројни држави и народи, со кои успеавме да воспоставиме стабилни работни односи и да спроведеме реални активности и проекти во наша корист. Нека ни е честит и вековит 8 септември, денот на независноста на Македонија, храбро кон напредок и просперитет. Да живее Куманово, да живее Македонија. Благодарам.